Ете, ова беше историскиот момент. Со почетокот на Студио 2, Барак Обама се заколна дека верно ќе служи на нацијата и ова беа тие историски моменти на френетични аплаузи и делови од инаугурацијата на првиот афроамериканец претседател на Соединетите американски држави. Последното утро во Белата куќа Џорџ и Лора Буш го поминаа со Барак и Мишел Обама. Буш беше испратен и со песни на луѓето во метроата, но како помина денешниот ден од Вашингтон го имаме со извештај Ведран Андоновски. Бескрајни редици луѓе уште од мугри се влеваат во националното шеталиште во централниот дел на Вашингтон, за да фатат што е можно подобро место за инаугурацијата на новиот американски претседател Барак Обама, првиот афроамериканец на оваа функција. Целиот ден на Обама е планиран според стриктната процедура на инаугурацијата. Најпрвин на утринска молитва во црква веднаш до Белата куќа. Потоа со сопругата Мишел, новиот подпредседател Џо Бајден и неговата сопруга Џил ќе појдат на кафе кај председателот на заминување Џорџ Буш. Над 1 милион луѓе, можеби и 2, се очекува да се соберат во централното градско подрачје за да ја проследат заклетвата на функцијата и говорот на Обама, што по традиција се одржува пред најдемократското место во Вашингтон, скалите на Конгресот. Музички вовед во овој символичен чин на мирно и непрекинато предавање на власта во САД веќе 220 години ќе дадат легендарната вокалистка Арета Френклин, челистот Јо-Јо Ма и виолинистот Ицак Перлман. Точно на пладне, или 18 часот по македонско време, со рака на Библијата, на која заклетва дали човекот кој го укина робството во САД, Абрахам Линколн, Обама ќе каже дека свечено се обврзува дека верно ќе ја спроведува функцијата председател и дека ќе го чува, штити и брани уставот на САД. Потоа следи неговиот многу очекуван говор. Американците со нетрпение сакаат да чујат со што најпрвин има намера да се зафати човекот кој ги доби изборите на ветувањето за промени и слоганот "Да, можеме", економската криза, натамошниот американски ангажман во Ирак и Авганистан, борбата против тероризмот или враќање на американското дипломатско лидерство во светот, како што најави неговиот кандидат за нов државен секретар Хилари Клинтон. Досегашниот председател Буш по инаугурацијата со хеликоптер ќе замине од Вашингтон. Обама пак по ручекот во Конгресот ќе учествува на парадата што ќе го однесе во новиот дом, Белата куќа. За вечер се планирани редица инаугурални балови за кои веќе одамна нема влезници, а треба да бидете и пригодно облечени. Главен гостин нормално Обама. Меѓу забавувачите ритам и блуз легендата Стиви Вондер, кантри пеачката Фейт Хил, раперот Комон и комичарот Џорџ Лопез. Едно лице сигурно нема да биде на инаугурацијата. Секретарот за одбрана Роберт Гејтс, кој според правилата е назначен наследник на Обама во случај на несакан инцидент. Целта на процедурата е да се осигура континуитет на владата. Обезбедувањето во Вашингтон е на огромно ниво. Вакви мерки вашиот известувач не видел во 10 години работа и живење во градот. И може би забележавте на почетокот од извештајот за време на јавувањето на Ведран Андоновски, во позадина помина поранешниот амбасадор во Македонија, а сегашен помошник државен секретар за источноазијски и прашањата за Пацификот Кристофер Хил. И според кажувањата на Ведран, тој не зборувал, меѓутоа со 3 палта, со капа и шал, чекал на ред и тој да го чуе и види говорот на Барака Обама. Подолу во Студио 2 ќе имаме вклучување и од американската резиденција во Скопје и изјава на овдешниот амбасадор Филип Рикер и секако во 18:35 очекуваме директно вклучување во Вашингтон и отворена програма некаде до 19 часот.